објавуваше оваа точка председателот на собранието, кажа дека предлозите за уставни судии биле предлози на Комисијата за избор и именување, и тоа не е точно, одговорно го тврдам и го кажувам овде од говорницата. Имено како заменик член на Комисијата за избор и именување, одговорно тврдам дека ваква одлука Комисијата нема донесено, ами ваква одлука си донесла само една пратеничка, односно председателката на таа комисија. И колку е легитимно сега ова денес да се разгледува, овдека ние проценивме, меѓутоа ќе цени јавност. Не може, а да не започне обраќање по оваа точка, никако поинаку, освен со прашањето, луѓе, дали знаете што правите? Лакрдија направивте од највисокиот законодавен дом во државата и ова повеќе што се случува овде не е ни циркус. За каква дебата зборуваме ние овде? Дебата нема, а не може ни да има. Затоа што тие што ги носат законите во државава се истите тие кои што први ги прекршуваат. И многу пати досега сум спомнувала во говори, ќе споменам еве и сега, тие што ги носат законите, истите тие први не ги почитуваат. За нив закон не важи, ама за граѓаните се е поинаку. Па токму заради ова е и општото безредие на секој чекор во државава. Како власта очекува граѓаните да ги почитуваат законите и правилата кои таа ги носи, кога токму таа е првата која што ги прекршува? Во 30 години парламентарна демократија во Македонија, токму со ова парламентарно мнозинство се изнагледавме на куп прекршувања. Овде, во собранието, повеќе не важи ни закон, ни устав, ни деловник. Ништо. Меѓу бројните прекршувања во изминатиот период, ова денес е последното. Исто така досега невидено во 30 годишната парламентарна демократија. Точката за избор на уставни судии е отворена веќе 11 месеци. Власт се СДСМ и ДУИ, и што покажува тоа? Тоа што со месеци не се разгледуваше оваа точка, покажува дека токму власта е таа која е виновна, или токму таа сака да има во Македонија, како што деновиве се минулува да се каже, уставна криза. Убаво им дојде на криминалците со кризиве, баш добро пливаат во кризиве, здравствена криза, мигрантска криза, енергетска криза, па сега и уставна криза. Со сила знаеме, колеги, дека се може да направите, ама нека не заборава никој дека колцето се врти и не стои во место. Па како и за другите насилства, така и за ова, некој ќе мора да понесе одговорност. Според вас со сила е се можно, па еве, ајде ќе гласате и суди, спротивно на деловник и уставни суди. Не може луѓе на незавршена работа во работното тело, тоест комисијата, на некој да му текне докаде што е стигната точката, па ајде ќе ја гледаме точкава на седница, а вие на комисија, членовите и замениците, ако сакате продолжете натаму, ако не, не мора. Очигледно е дека кандидатот за уставен судија, за кој уште не е завршена дебатата во комисијата, Љубомир Јовевски, а кој беше во пакет со овие два предлози кои што денес ги давате за разгледување, не име померак на власта, ама е очигледно дека за добијаната власт многу му должат на овој човек, па еве паметниве смислиле начин како да го изиграат и Јовевски. Не може него да го поминат, оти пратениците од ВМРО, ДПМН нели изборуваат на комисија, па тоа ќе е причината што на својот извршител не можат да му ја испорачаат ветената функција. Ама мислат дека се многу паметни, па смислиле да ги прекршат и искинат сите правила на собранието. Не постои пратеник во оваа сала од сите 120 избрани што не знае дека откако ќе заврши расправата во работното тело, дури тогаш може да се премине со расправа на собраниската седница. Штета голема за оваа власт што не можат да стават европско знаме на предлози каде се поединци со име и со презиме, како што е случајот со предлозите за уставни судии. Инаку, за европско знаме оваа владеачка гарнитура е махер. Им нема рамни. Треба злоупотребата на европско знаме во Македонија, почитувани колеги, да се изучува во учебниците по право во европските земји. И да се вратам на комисиската расправа. Повторно на тоа што секој пратеник овдека многу добро го знае. Кога ќе заврши комисиската расправа по одредена точка на комисијата, веднаш се одредува известител,
член или заменик член на комисијата. Пред сите пратеници кои што се присутни на комисијата, а нормално и пред сите граѓани на државата, заради тоа што снимка од комисијска расправа редовно се емитува на собранискиот канал. И потоа се прави извештај по однос на дискутираното по таа точка, во кој влегуваат со по неколку реченици дискусиите на сите пратеници со име и презиме во однос на таа точка. Дури потоа се прави предлог одлука, подпишана од председателот на комисијата, која се доставува до председателот на собранието. Ваков извештај, почитувани колеги, нема. Нема затоа што комисиската расправа не е завршена, ниту пак е одреден известител. Ама замислите на одлуката која што сама ја донела председателката на комисија и си се подпишала и ја испратила до председателот на собранието и таа се одредила, замислите, за известител. И затоа што немаше кога, заради тоа што немаше продолжение на комисијата, јас сакав денес да ја поставам некое прашање, ма ја гледам дека исчезнала од салата, затоа што кога имала веќе храброст да стави подпис на ваков документ, редно и да се обрати на пратениците и да има храброст да каже јавно некој збор за предлозиве за уставни судии. Се срамат од своите предлози, ама наредбата дадена од ЗАЕФ мора, колеги, да се изврши. Така да се ова што се прави е неделовнички и човек да се запраша дали овие луѓе кои се кандидати се свесни на кој начин ќе бидат избрани. Факт е дека да стане комплетно партиското дубло на СДСМ, кој ќе им го штити криминалот и корупцијата која владее во секоја пора од нивното владење, мора на ваков насилнички начин да се исполни. Никој не може да порече дека погоре кажането не е така, затоа што јас не го кажувам тоа, не го кажува ВМРО-ДПМНЕ, ами го кажуваат граѓаните и сите извештаи дека граѓаните немаат во судството и обвинителството доверба дури во 92%. И повеќе на ниту еден представник на владеачкото мнозинство нема право да го впери прстот во опозицијата, ниту во било кој друг дека го пречува патот на државата кон Европската унија. Единствените кои го прават тоа се представниците на власт. И покрај сите опомени, надмено си продолжуваат по патот кој си го зацртале, кршат устав, кршат закони, газат собрание, само да се доберат до целта. И на ваков начин нема да се отпочнат преговорите со Европската унија. Со непочитување на правото и законите никој не стигнал никаде. Дури не стоиме ни во место, а ми се враќаме наназад. Корупцијата и криминалот владеат во секоја пора на општеството и затоа сме единствената држава која има председател на Уставен суд, кој имаше средба со премиер и со председател на собрание, па веднаш после таа средба на наредниот ден се закажа комисијска расправа за избор на уставни судии. Дали на таа средба имало закани од страна на председателката или ги подсетила тие што оветиле дека треба да си го исполнат веќеното, може само да претпоставиме. И никако на овој начин не може да се исполни препораката од Европската комисија или, како што вели амбасадорот Гир, потребата судскиот совет и советот на јавни обвинители да бидат одлучни во зајакнувањето на независноста и професионалноста на правосудството, односно правосудството да биде ослободено од партиските, политичките, финансиските и други надворешни влијанија. Новата стратегија за правосудни реформи 2023-2027, која се подготвува според ГИР, е важно да се оформи согласно клучните вредности, независност, непристрасност, интегритет, еднаквост, компетентност, истрајност и совест. Како и да е, процедурите се прекршени и да ги изгласате овие луѓе, нивниот избор е нерегуларен и утре некој друг собраниски состав тоа ќе го поништи, а сите чинители во ова дејање ќе си сносат и своји последици. Ќе се задржа малку и на предлогот Фатмир Скендер да биде уставен судија, кој што по национално почитувани колеги е турчин и по клуч како турчин влегува во Уставниот суд. Тој е правник кој што од 2014 година до денес е вработен во апелациониот суд во Скопје, како единствен кандидат турчин, како што кажав. Тој по клуч автоматски влегува и ќе биде избран за уставен судија и штета е голема што власта реши на еден ваков незаконски начин да го избира и да фрли дамка, црна дамка и врз овој човек, затоа што дури трае неговата кариера, тој ќе си ја носи оваа сенка, односно оваа црна дамка, која што денес му ја додава власта предводена од СДСМ и ДУИ. Благодарам. Реплика Панчо Минов.